Свесноста за вирусот ХПВ се зголемува, но не на задоволително ниво, оценува Сдруженијето на гинеколози. Околу 99% од случаите на рак на грлото на матката се поврзани со долготрajна инфекција со високоризичните типови на ХПВ. Во земјава, ракот на грлото на матката е едно од најчестите малигни заболувања кај жените. Секоја година се регистрираат од 150 до 170 нови случаи или 20 случаи на 100.000 жени, бројка далеку повисока од европските стандарди. Фактот дека болеста се диагностицира и кај млади жени станува загрижувачки. ХПВ, иако првото е изучено преку ракот на грлото на матката, предизвикува бројни други групи на болести, како што се премалигни и малигни болести на вагина, на вулва, на анус, на пенис кај мажот, а исто така во последно време се повеќе се открива дека некои од болестите и раковите на главата и вратот се предизвикани од ХПВ. Покреността со вакцинација во земјава е околу 55%, значително пониска од препорачаното ниво од 90 до 95 за постигнување на колективна заштита. Гинекологот вели дека вакцината се препорачува за адолесцентни девојчиња и момчиња и нуди долгорочна заштита од најчестите типови со висок ризик. Од многу добрите на времето 66% на покривање, во некои години дури опаѓа и процентот на вакцинацијата на 35-40. Минатата година, мислам дека сме некаде околу 53% за Покрај вакцинацијата, редовните гинеколошки прегледи се неопходни. ПАП тестот и ХПВ тестирањето возможуваат рано откривање на преканцерозни промени, кога третманот е едноставен и многу успешен. Бидејќи инфекцијата често не предизвикува симптоми, лекарите ја нагласуваат важноста на редовните прегледи дури кога лицето се чувствува здраво. Инаку 4 март е светски ден за подигнување на свеста за човечкиот папиломавирус ХПВ.